Денеска е Свети Нектари Битолски. Чествувањето започна со свечена академија, денеска божествена литургија со литие на моштите на светиот Агатангел. Заврши со средба во кабинетот кај градоначалникот. Талески информираше дека се чека маркица за изградба на храмот посветен на Нектари. Весна Шеровска. I беше погребен, и воскресна во третиот ден според писмото, и се вознесе на небо, и седи одесно на Отца, и пак ќе дојде со слава да им суди на живите и мртвите, и неговото царство неќе има крај. Со утринска божествена литургија со која чиноначалствуваше митрополитот Преспанско-Пелагониски администратор австралиско-новозеландски господин Петар, денеска Битола го чествува денот на заштитникот на градот, преподобен Свети Нектари Битолски. Не се знае и не може, како што читаме во неговото житие и во песните црковни испеани за него на вечерната и утринската богослужба, колку денови, колку ноќи поминал преподобниот отец Нектари во пост, во бдение и во молитва, како постојано немал удобно легло, туку лежел на камен, студот постојано доброволно го прифаќал и желјата во летните денови. Според преданијата, преподобниот Нектари Битолски умрел на 5 декември 1500 година. По 5 години неговите ученици го отвориле гробот и виделе дека од неговите мошти течело миро и се ширела пријатна миризба. И денес светите мошти на Нектари Битолски почиваат во ќелијата на Света Гора, во која тој живеел и се молел. По утринската божествена литургија, по традиција, сите верници го продолжија чествувањето по битолските улици со литијата на моштите на светиот Агатангел. Одбележувањето на Свети Нектари Битолски како заштитник на градот започна во 2008 година на иницијатива на општина Битола и Преспанско-Пелагониската епархија. Стручни лица од градот, архитекти, урбанисти и градежници изработија предлог проект за изградба на црква во централното градско подрачје, посветена на патронот и заштитникот Свети Нектари Битолски. Во моментот се чека маркица, информираше градоначалникот Талески. Работуваме документација со која што треба да направиме услови за изградба на храм на нашиот заштитник Свети Нектари Битолски, и бидејќи одлуката падна да храмот да биде изграден во централното градско подрачје, тука има многу работи кои што мора да се дозавршат и убеден сум дека ќе ги завршиме, што значи правиме нов детален урбанистички план да овозможиме маркица, односно простор за изградба на храмот. Само за ваша информација, храмот е веќе, проектот за храмот е веќе изготвен, се работи на делот каде што има надлежност музеот, Завод и музеј и галерија од Битола, и морам да ви информирам, во понеделник во 14 часот, заедно со владиката Петар, имаме заеднички состанок кај Министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска, каде што и изработувачите на проектот, ние, општината, владиката, музеот и останатите ќе се собериме да дефинираме колку што е можно попрецизно и да убрзаме временски да ја добиеме маркицата за да можеме да го реализираме она што го ветивме. Сигурен сум дека тоа ќе биде и убеден сум дека и дел од стопанствениците кои што работат и живеат во нашиот град ќе се вклучат за побрза реализација на храмот на Свети Нектари Битолски. Митрополитот Петар од кабинетот на градоначалникот им го честите на граѓаните патронот на градот. Денес го прославуваме заштитникот на градот Битола, Битола што го воспитала, тој е преподобниот отец наш Нектари Битолски, кој починал пред нешто повеќе од 500 години
но секако телесно е одсутен, бидејќи неговите свети мошти се наоѓаат во Карејскиот скит во Света Гора, како што и пееме во тропарот негов, дека таму го просветил Карејскиот скит и денеска го просветува, и како што беше веќе кажано, дека тој е и денеска присутен со својот дух, со својата благодат, а од сношнешниот филм што го гледавме може да се види како кажуваат отците кои го одржуваат и служат во тој скит, дека бранови и бранови чувствуваат на благодата негова, каде што се неговите свети мошти. Во чест на Свети Нектари Битолски синоќа во Народниот театар во Битола се одржа духовна академија на која што градоначалникот Талески му подари икона на митрополитот Петар, изработена на Света Гора во истата ќелија каде што некогаш бил Свети Нектари.